Почитувани граѓани и граѓанки, почитувани медиуми. Кадрите на Христијан Мицковски во техничката влада покажуваат крајно непознавање на работите и освен ширење невистини од партиската кујна на ВМРО ДПМН, граѓаните не видоа ништо друго. Техничката министерка на Мицковски за труд и социјална политика, Рашела Мизрахи, продолжи постапките на Диме Спасов, најлошиот министер на сите времења, познат по бројните скандали, промашувања и брканици низ скопските улици со наводни криминалци од Серава. Изјавите на Мизрахи се потврда дека таа не е спремна да биде технички министер, туку да слугува на партиските наредби на Мицковски за враќање на режимот. Техничката министерка за труд и социјална политика, после 2 дена работа, покажа некомпетентност и демонстрира дека не го знае новиот закон за социјална заштита. Таа не знае дека надлежноста за издавање на наодот и мислењето за потребата за помош и нега од друго лице, врз основа на кое се остварува паричниот надоместок, е пренесена на 15 стручни комисии при јавните здравствени установи низ цела држава, а се формирани од страна на Министерството за здравство. Токму овој начин на работа ги реши проблемите кои ВМРО ДПМН ги создаде. Додека ВМРО ДПМН цели 11 години системски ја уништуваше социјалната заштита, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за само 2,5 години преку системска реформа обезбеди соодветна помош за 300.000 наши сограѓани и сограѓанки. Со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, финансиското заекнување на семејствата кои се во ризик е преточено во системска поддршка која не толерира никакви притисоци од било кого. Излекувањето од сиромаштија е преку системот на гарантирана минимална помош, која е за 300% поголема од социјалната помош што беше исплаќана од ВМРО ДПМН. Почитувани, ширењето на невистини не може да биде политика. Граѓаните не веруваат во новите лаги на ВМРО ДПМН како оние на Диме Спасов. Не, системот е реформиран и 30.000 семејства корисници на поддршка и помош од државата го чувствуваат тоа во нивното секојдневие. За 2,5 години инвестиравме во 43 градинки низ цела држава, со што голем број рурални места за прв пат добија градинки. Со програмата за 2020 година се предвидени 10 инвестиции во градинки со буџетски средства. Што е следно за техничката министерка Мизрахи од ВМРО ДПМН, од партијата која 2,5 години е против се што е добро во социјалата? Ке отиде во малите групни домови и ке каже дека извлекувањето на децата од институциите како Ранка Милановиќ и сместувањето во семејна атмосфера не е во ред затоа што ВМРО ДПМН правеше се против овој систем? Или лицемерно ќе ги прифати? Ке отиде ли во ново изградените 43 градинки од СДСМ за само 2,5 години и ке каже дека не ни се потребни? Ке ги посети ли до вчерашните стечајни работници и ќе им каже дека не се заслужни за надоместокот што го примаат до трајно пензионирање затоа што ВМРО ДПМН беше против нив? Ќе им каже ли на примателите на социјалната пензија дека таа мерка е непотребна затоа што ВМРО ДПМН не ја поддржа? На 12 април граѓаните и граѓаните ќе им кажат не на Мизрахи и на нејзините деструктивци од ВМРО ДПМН дека со лаги и невистини не се гради прогресивна држава, туку дека тоа се прави со реформски подвизи како тие на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. СДСМ покажа дека има способен тим, предводен од Мила Царовска, која направи вистинска реформа во социјалната сфера, со кој сите ние се гордееме. Излекуваме од сиромаштија, обезбедуваме повеќе пари во секое семејство. Мицковски и слугите на режимот ги очекува нов пораз. По 12 април продолжуваме по вистинскиот пат.